модерниот начин на живот направи многу промени во секојдневието, па така и во однос на воспитувањето на децата. Оваа тема во Дневникот ја анализираме со господинот Асен Прличков, психолог од Велес. Господина Прличков, добре дојдовте во Дневникот на Канал 5. На почеток, кажете ни што предизвикуваат овие промени во воспитувањето од страна на родителите, до која се граница одат децата, со што вие се соочувате како психолог во секојдневието? Во секој случај, оно што трајно останува во меморијата на детето е љубовта и разбирањето од страна на родителите, многу повеќе него материјалните добра што ќе му ги обезбедат во текот на животот. Во нашата пракса, 30 годишна пракса, се покажа дека неопходна е соработка со родителите, со наставниците и со педагошката служба, се со цел за подобрување на однесувањето на учениците. Дури и училиштата по својата дефиниција се пред се воспитна, па после тоа образовна институција. Барем зборам за основните училишта. Се среќаваме со одредени аномалии во делот на материјалните добра, каде што родителите, рачунајќи дека задоволувајќи го собственото дете со одредени потреби, добри алишта, добри патеки, скапи мобилни, дека завршуваат родителските обврски. Мислам дека соработката со родителите мора да биде на уште повисоко ниво, се со цел да помогнеме да изградиме здрави личности на оваа наша прекрасна држава. Така, господина Прличков, еве што како стручњак советувате од каде да започнат родителите, што да промениме во однос на воспитувањето на децата, за да имаме генерации културни, воспитани деца? Уште од најмала возраст треба да се почне со воспитувањето на децата. Пак ќе речем, не треба да им се удоволува постојано она што ќе го побараат дека и мора да го добијат, туку во некои случаи треба да го заслужат, да го изработат, да го заслужат она што ќе го побараат. Исто така апел до нив да се почитува постариот, да се почитува повозрастиот, да се почитува наставникот, бидејќи и ние и родителите имаме една заедничка цела, тоа да изградиме здрави ученици кои што ќе го градат својот живот на взаемна доверба и почит. Ви благодарам за овие информации. Верувам дека добра до гледачите ета корисни совети за тоа како уште од најрана возраст родителите да воспостават авторитет над своето дете и да ги изградат во здрави, културни, воспитани личности.